Почитувани сограѓани, како што и најавив во текот на некнашниот ден, продолжувам со серијата од моите прес-конференции во кои што сакам уште еднаш сите граѓани, но и противната политичка партија од Кавадарци СДСМ да ја потсетам на тоа што овој градоначелник, оваа партија и оваа администрација има сработено во изминатите 4, односно 8 години. Бидејќи се наоѓаме тука на лице место каде што и со вашиот објектив може да се види што сте сработиле, би сакал да потсетам за неколку работи. Прво, се наоѓаме на местото каде што е комплетно изграден нов музеј за Кавадарци покрај постоечката зграда. А добро знаете дека во изминатиот период, кога Социјалдемократскиот сојуз беше дел од централната власт и партиципиент на локалната власт, ова беше дувло на наркомани, место каде што се фрлаа отпадоци и место кое што беше заборавено и представуваше голема и хигиенска и било каква друга опасност за сите комшии, меѓутоа и срам за самиот град. Тука сега пред вас имате еден виден музеј кој што е на високо ниво рангиран во самиот регион, не е со скопските, меѓутоа е солиден обид, успешен обид на локалната самоуправа да наметне дел од својата култура во регионот и пошироко. Исто така во овој двор го направивме НВО центарот. Се уште не е пуштен заради законски пречки, меѓутоа вденовиве ќе биде ставен во функција. Комплетно е реконструиран тој простор, комплетно е обновен, комплетно е опремен за потребите на НВО центарот, а на овој простор знаете дека на времето нашиот контра политички табор неовластено и не знам на кој начин и со кои пари користеше на времето и штаб на Социјалдемократскиот сојуз, и ова беше исто така една руина оставена од нив. Кога сте тука во непосредна близина, би сакал да спомнам и за градскиот стадион. Тоа е еден објект кој што локалната самоуправа во минатиот период успеа да го одвои од државата, и државата во токму во времето на Социјалдемократскиот сојуз го даде под концесија, кој што нередовно се плаќаше, кој што имаше правен проблем, и како резултат на разрешување на тој правен проблем и пропуст од некогашната власт, ние први во Република Македонија успеавме тој градски стадион да го вратиме во собственост на локална самоуправа Кавадарци. Да потсетам, таков пример не постои уште еден во Република Македонија. Бидејќи сте тука во непосредна близина и на вашиот објектив, би сакал за медиумите и за граѓаните да објективот фати и дел од градскиот кеј, кој што во изминатиот период нешто повеќе од 25 милиона, односно околу 30 милиона денари беа инвестирани во возобновување, реконструкција и изградба на градскиот кеј, а со истиот интензитет ќе продолжиме и во натамошниот период, бидејќи преку Вардарскиот плански регион успеавме да обезбедиме уште 15, односно 10 до 15 милиона денари за завршување до последниот мост. И еве нешто што не е надлежност во локалната самоуправа, меѓутоа кој што е многу битно значење за граѓаните на општина Кавадарци, тоа е реконструкцијата на објектот Каршимене, некогашниот завод за вработување или агенција, односно центар за вработување на Кавадарци, каде што може да се забележи комплетна реконструкција и може јасно да се направи компарација каква беше оваа зграда во тој период додека имавме владење на спротивниот политички табор. Би сакал уште еднаш, по втор пат, да ги повикам социјалдемократите од Кавадарци, јасно и транспарентно да испаднат на одредена локација, кој што тие сами ќе ја одберат во Кавадарци, и да посочат со прст објект, капитален објект, нешто што чини многу пари, а кој што тие, како резултат на нивното лобирање, го издействувале од централната власт или пак го реализирале додека биле локална власт.